Минути за првиот разговор во денешното издание на Македонија на утро. Именно првиот гостин во утринската програма ние од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град Скопје, со кој отвараме прашање од витално значење за граѓаните во социјален ризик и жртвите за народово базирано насилство, кои се новите социјални мерки на располагање на граѓаните, но и каква помош нуди системот на жртви на семејно насилство. Тема на анализа со господинот Лиридон Бафти од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Скопје. Добро утро и добре ни дојдовте. Господине Бафти, пред малку изборувавме на тема економија и споменавме дека го живееме најтешкиот период, сериозна економска криза, од која што се уште се мислиме како ќе излеземе. Најпогодени во целата ситуација се нашите граѓани од социјален ризик. Постојат неколку актуелни антикризни мерки со кои им излегувате во пресред, па додолку повеќе ме интересира за кого се наменети и какви се? Да. Секоја криза секако ни дава приоритет на најранливите категории на граѓаните. Министерството за труд и социјална политика секако дека е активна во овој период, заради тоа што и кризите одат едни врз други. И после мапирањето и анализата на ранливите категории кои што ги имаме, првиот пакет на антикризни мерки беше за сите приматели на гарантирана минимална помош. Значи се даваше еднократна парична помош по 3000 денари за сите. Сега во тек е третата исплата на втората антикризна мерка. Тоа се одразува на категориите кои што согласно мапирањето мислиме дека се најранливи во најтешка можна социјална положба. Кои се категориите? Самохраните мајки кои што се приматели на гарантирана минимална помош, лицата со попреченост, корисниците на помош и нега од друго лице кои што имаат траен наод, социјална сигурност за старите лица и секако лицата со посебен додаток и нивните родители. Тука се офаќаат и пензионерите, но тоа не спаѓа под нашата работа. Една од темите на кои што сакам да продискутираме е како системот ги изгрижува и поддржува жртвите на семејно насилство. Изминативе денови излезе со информација Министерката за труд и социјална политика која што спомена дека трендот на пријави се намалува. Имаме намалување на растот на бројот на жртви на семејно насилство. Тоа е на ниво на држава. Што велат вашите скопски податоци? Да, со оглед на тоа дека Скопје е пола Македонија и многу е централизирано, значи многу граѓани од целата држава живеат во Скопје, истиот тренд е исто и во Скопје. Значи да, намалување од 4,3% на пријавување на жртвите на семејно насилство или на предмети кои што ги имаме, е трендот кој што моментално го имаме во целата држава, но и во Скопје. Тоа значи дека има влијание и кампањите што ги правиме за пријавување на жртви на семејно насилство, но ова го гледаме како приоритет и во 2023-та да продолжиме со кампања. Значи луѓето да зборуваат гласно за насилството, а да не биде насилството само приватен проблем или само да остане значи да остане во домот. Иако семејното насилство допред известно време се третираше само како проблем кој што ги засега жените, статистиките се менуваат. Во последните анализи има се поголем број на мажи жртви на родово базирано насилство, ги има и децата. Какви се скопските бројки на оваа тема? Да, мораме да кажеме дека сепак поголем број на жртви на семејно насилство се жени. Има пријави и од мажите, но не се споредуваат бројките од жените и од мажите, пошто многу поголем број се бројот на жените и на децата секако. Но ајде да разграничиме кој колкава надлежност има институционална
од пријавата па до процесирањето на случајот? Кои се надлежностите на меѓуопштинскиот центар за социјални работи? Како прво, ние имаме министерство која што креира политики за спречување и заштита од семејното насилство. Секако се донесени многу закони и со последната измена во 2021. Мислам дека многу мерки се излезени од тој закон. Нашата обврска како меѓуопштински центар за социјална работа е одма после пријавување на пријавата за семејно насилство да превземеме мерки. Кога кажувам превземување на мерки, тоа бара интервентно сместување на лицето жртва, ако секако имаме согласност од жртвата. Имаме 12 сати за постапување и за стапување во контакт со жртвата. Другиот чекор е ако има потреба од здравствена заштита или од лекување. Нашиот тим од семејно насилство секако дека е цело време со жртвата и во болница и во други релевантни институции. Ако жртвата е во работен однос, тогаш ние пријавуваме во работодавецот за да не изгуби работно место. Ако децата од жртвата се дел од образовниот процес, секако ние се залагаме да продолжи образовниот процес и да имаме контакти со сите директори на установите. Ајде сега малку поединечно за секоја алка од синџирот која што ја споменавте. Ќе почнеме со шелтер центарот. Какви услуги нуди шелтер центарот во моментов? Колкав е периодот на престој кога може да биде задржана жртвата и какви услуги нуди тој на жртвите на родово базирано насилство? Зависи од жртвата и од степенот на ризик. Реално, ако имаме странка дека не се чувствува безбедна, да се врати во домот на сопругот или бившиот сопруг, тогаш сместувањето во шелтер трае 3 месеци, но со простор за продолжување на 3 пати уште по 3 месеци, тоа значи 12 месеци. Зависи од степенот на ризик. Какви понуди, какви услуги даваме таму. Таму имаме тим кој што дава секаква психосоцијална поддршка, третмани и секако дека тука влегува и храната и сигурноста. Но многу битен фактор е што цело време имаме тим кој што му возможува на жртвата да работи на себе и да не биде, пошто знаеме, насилството секогаш ти дава депресија и не знаеш од каде да почнуваш со животот. Тука е многу битен моментот и фактот дека таму имаме вработени кои што дават психосоцијална поддршка и им помагаме на жртвите да почнат нов живот. Заштитата на жртвите е една од најчесто посочуваните аргументи за непријава на жртвата на семејно насилство, бидејќи многу често велат жртвите дека дискутабилна е вербата во правосудниот систем и многу често насилникот има многу поголеми права него отколку жртвата. Како стоиме на оваа тема? Каква е комуникацијата ваша со институциите, бидејќи тоа е се врзан ланец? Да, реално, ако имаме жртва за семејно насилство, како ЈУМЦСР не можеме да функционираме без МВР или без судот, пошто мерките се изрекуваат од судот, а не од наша страна, ние само даваме предлог. Но сметам дека многу повеќе права има жртвата секако, но мислам дека прашањето се однесува на тоа како се испочитуваат мерките кои што се изрекуваат од судот. Ние како конкретно за мерките за заштита од судот. Тоа е најдискутабилно. Наша работа е како ЈУМЦСР да даваме предлог до судот за мерки. Во моментот кога ќе се изречат мерките, тогаш жртвата може и да излезе од шелтерот, пошто е покриена и заштитена од мерките од суд, пошто ако се прекршуваат, секако дека имаме кривична против жртва, против насилникот. Но тука е дискутабилно колку се почитуваат,
пошто може да се случува дека не се почитуваат, но жртвата не пријавува, а е врзана е да пријавува такво нешто. Тука е работа, мислам дека на МВР повеќе и на судот ние можеме да правиме евалуација и мониторинг да укажеме дека... Но сепак дека е врзан систем кој мора да функционира ако сакаме да имаме поголем број на пријави. Секако, да. Во неколку извештаи организации во чии фокус е работата на семејното насилство се навидува дека институциите и лицата кои што се во прва линија на заштита на жртвите не се доволно сензибилизирани и стручни во примената на законските прописи. Се споменува меѓу другото дека раководителите на случаи на семејно насилство во центрите за социјална работа често се менуваат, воспоставуваат различни практики, одлуките кои што ги донесуваат не се разбирливи и тоа дава на знаење дека не име до некаде јасна и нивната одговорност. Потребна ли е дополнителна едукација на сите овие алки во системот? Едукација треба секогаш, но за тимот што го имаме во семејно насилство, таму се сите професионалци што ја знаат проблематиката. И можам да кажам дека јас веќе 14 месеци сум директор на ЦСР Скопје и од тогаш нема промени, пошто знам дека проблематиката е толку сензитивна што не треба да има промени во кадарот. И имам уште две прашања да не влеземе длабоко во терминот за вести. Проблемот е ресоциализацијата, односно вклучувањето меѓу другото на пазарот на трудот за да може да формираат самостоен живот жртвите, кои што најчесто имаат и дечиња покрај себе. Меѓутоа и тука не функционира се онака како што треба, затоа што голем дел од работодавачите немаат чувство за жртвите на семејно насилство и нивните потреби. Каков е вашиот впечаток? Затоа треба да се отворим, да разговараме гласно за темата за семејно насилство, пошто треба да имат сенси работодавачите, дека не е ништо страшно ако вработуваат жртва на семејно насилство и дават втора шанса во животот да биде активна во пазарот на трудот. Има многу позитивни примери кои што жртвите на семејно насилство почнуваат нов и квалитетен живот во професионално и во лично поле, со наша помош и со помош на други релевантни институции и фактори. Последнава реченица е аргумент плюс зошто оние кои што во моментов не гледаат, а се двоумат дали да пријават, да го сторат тоа. Секако, стоиме на располагање 24/7 за секаква пријава за жртва на семејно насилство. Благодарам господине Бафтији за гостувањето во утринската програма. Благодарам на вас.